Добро, благодарам председателка за дадениот збор за мојата процедурална забелешка, која што во добар дел е во контекст на она што и колегата Антонио Милошовски го кажа како процедурална забелешка, но јас сете би сакала и нешто плюс да додадам или да дообјаснам. Најпрво за почеток, може би има некоја символика денес за пратениците, службите и медиумите кои што припаѓаат на христијанската вероисповед е Спасовден. Честит празник и може би има некоја символика со тоа што еве денес се обиде ова парламентарно мнозинство да ја откочи работата на оваа комисија за избор на уставни судии, што нели според устав е за дел од уставните судии на собранието и тука апсолутно не стануваше збор за никакво кочење од страна на опозицијата и затоа сакам да искористам оваа можност малку хронолошки да потсетам како се одбиваше текот на оваа, се надевам, не баксузна 13-та седница на Комисијата за прашања на изборите и именувањата. Имено оваа комисија, 13-та седница, за прв пат беше свикана на 7 јуни минатата година. Имаше повеќе точки на дневен ред, а прва остана ова денес што се отвара, втор пат што се отвара, тоа е изборот на уставни судии на Република Македонија. Првото продолжение на оваа 13-та седница на Комисијата за прашања на изборите и именувањата следуваше на 21 јули 2021 година, кога се разгледуваа сите останати точки, само не и оваа првата, што значи дека повторно се потврдува дека опозицијата не била таа која што го кочела изборот на уставни судии во Република Македонија. После тоа се сеќавате следуваа локалните избори на кои што имаше во добар дел учесници и дел од нашите колеги пратеници, после чисто исход на тие локални избори, добар дел од колегите пратеници, посебно од страна на опозицијата, станаа градоначалници, па така да имавме состојба која што ни даде да имаме неколку собраниски комисии да останат без председател. Таков беше случајот и со оваа комисија, каде што председател беше нашиот дотогашен колега пратеник, а од 31 октомври веќе нели актуелен градоначалник на Струмица, Костадин Костадинов. Значи, ако може и да кажеме дека заради она што во јули месец се расправаше во ова собрание за буџетот за 2020, односно за ребалансот на буџетот за 2021 година, па да кажеме дека август 2021 следуваше колективен одмор, кој што го распиша секако председателот на ова собрание, па да кажеме дека септември месец се одвиваше предизборие, октомври помина на изборија, после октомври и се до 13 мај, значи нема никакво образложение зошто оваа комисија не беше свикана, затоа што имавме примери кога комисии кои што останаа без председател заради локалните избори, искористувајќи го деловничкото право, председателот ги свикаше секако по негов избор на точки, редослед и така натаму, но тоа не беше случај и со оваа комисија. И знаете многу добро колку игри имаше околу тоа дека нив им пречеше соодносот во бројот на пратеници во оваа комисија, бидејќи клучниот нели беше колегата Фадил Зендели, кој што после оној спектакл од пленарна седница на 11 ноември стана непожелен за владеачкото мнозинство да биде член на оваа комисија, па дури 3 месеци бараа некаков начин за да можат Фадил Зендели некако да го отстранат од оваа комисија, што секако го спроведоа неделовнички, спротивно на сите закони на устав, но го спроведоа, сведоци бевме, така да Фадил Зендели го тргнаа како член од оваа комисија, но за жал, бидејќи се дрзнаа на таква постапка и нели председателка сега на оваа комисија, морам да го напоменам и тој датум, дека колешката Марија Георгиевска е председателка на оваа комисија од 5 април оваа година, а 13-та седница ја свика дури на 13 мај по однос на оваа точка за избор на уставни суди. И она што сакав да го напоменам е дека оваа комисија, иако сега функционира со председателка,
останува со две испразнети места. Едното е она на колегата Фадил Зендели како член на оваа комисија, а другото е на местото на колегата Кирил Пецаков, чинам, кој што сега е актуелен градоначелник Охрид, а кој што беше заменик член на оваа комисија. И замислете сега, бидејќи направија таков преседан со промена на член на оваа комисија директно преку пленарна седница, јас не знам како ќе изнајдат начин колегите сега да се пополнат овие две места. Дали повторно ќе одат со преседани и ќе направат тоа преку собраниска пленарна седница директно, или тоа ќе оди онака како што требаше да оди и со случајот на отстранувањето на Фадил Зендели како член на оваа комисија без ниту една основана причина. И затоа кога еве и претседателката на комисијата ќе се повикува на собраниска пракса, образлагајќи на процедуралната забелешка од колегата Антонио Милошовски, сметам дека е доста несериозно, бидејќи овде веќе не се знае буквално што е собраниска пракса, особено не позитивна собраниска пракса. И да, во деловникот не стои никаде дека ние можеме или не можеме да повикаме оние кои што се предложени за уставни судии да дојдат тука, но да, имаме добра позитивна пракса. Например, би споменала кога тука нели се избираат членови на комисијата за антидискриминација и на комисијата за спречување на корупција. Тоа беше добра позитивна пракса и навистина не знам зошто колегите од владеачкото мнозинство не сакаат еве и во овој случај да ја примениме, бидејќи нели велите сте транспарентни, сте отчетни, сте отворени за дебата со колегите од опозицијата. Навистина не ја гледам причината, бидејќи бираме навистина сериозни позиции, се надевам дека и сериозни луѓе за тие позиции. Јас апсолутно не сакам да помислам дека некој од нив не би прифатил да дојде тука. Ако ништо друго, можеби нема да сака да ни тука образложи нешто од она што тој го има како минат труд или она што планира да го работи како уставен судија, но можеби некој од колегите тука ќе сака да му постави прашање и зошто тука не би се отворила една отворена дискусија, затоа што нели ние сите пратеници тука сме представници на граѓаните. Еве конкретно јас зошто би ја оштетила кандидатката која што дојде на предлог на колега од власта, Татјана Васич Бозаджиева. Зошто, например, од оваа говорница да остане само мојот сомнеш, например, дека таа имала денови, односно секојдневно додека траеше пандемијата, дека пред нејзиниот дом или нејзиното работно место доаѓало комбе од Никоп, кое што си му давало провизија од направените ПСР тестови, за кој што секој граѓанин во оваа држава плаќаше по 2600 денари. И зошто од оваа говорница да остане само мојот сомнеш, шпекулација, можеби невистина, зошто таа да не биде тука присутна и да ми возврати? Или како што рече колегата Антонио Милошовски, добар дел не ги знаеме ни како изгледаат. Можеби еве Татјана Васич ја знаеме, тука доаѓаше како представничка на Министерство за правда. Јас еве би ја прашала уште едно прашање, што удел имала Татјана Васич како државен советник во Министерството за здравство во однос на предлогот на закон за измена и дополна на Законот за здравствена заштита, каде што сакаа да ни подметат приватизација на трансплантацијата. И зошто од оваа говорница само јас да го имам правото на изложување на сомнеш прашање? Еве нека и невистина. А зошто, например, таа да нема можност тука да излезе и да ме демантира и така и јавноста да биде многу поблиска и со кандидатите, а можеби и со невистините со кои што јас располагам. Навистина не гледам зошто се плашите, зошто? Еве, конкретно пример дека интересот е голем, што во оваа сала сме присутни можеби над 50 пратеници, а реално во комисијата имаме не 12 колку што треба, туку 11 членови, не 12 колку што треба, туку 11 заменици и председателката и заменикот на председателката мислам дека е тука. Значи, зошто се плашиме од отворена дебата? И зошто велите не е зацртано со деловникот? Да, но деловникот не пишува дека ние не можеме да се договориме и тука да ни дојдат кандидатите. Конкретно јас го предложив за уставен судија доктор Тодор Витларов. Апсолутно нема никаков проблем да дојде тука, да се соочи, да си образложи минат труд, стаж, работа, објавени книги, литератури и слично, и отворен за
тоа за секаков вид на прашање кое што може да го поставите. Ние имаме предложено 6 кандидати, вие имате предложено 3 кандидати. На вистина не гледам од што се плашите. Еве тука има во добар дел присутни медиуми. Дајте да им одговорите зошто не сакате еве овој на вистина добар, искрен предлог да го прифатите. Ќе направиме една пауза. Првиот што е во можност нека дојде тука, нека или ако не сака не мора да се представи, но нека ни даде можност да го видиме, да го соочиме со нашите дилеми, прашања. Може би вашите кандидати, сите тројца се вистинските кандидати, но зошто да не овозможите еве да се соочиме со нив и на вистина да има еден транспарентен избор на уставен судија, институција која што е на вистина сериозна, иако е комплетно несериозно сето тоа што се случува во државава, но еве да веруваме дека од некогаш, од негде ќе се започне, па еве нека биде тоа барем сега. Кога има толкав интерес од преку 50 пратеници, на вистина не гледам зошто бегате од тоа да им овозможиме на предложените кандидати за уставни судии да дојдат. Ако ништо друго, барем на оние кои што тоа го сакаат. Ама очигледно останува на вас тоа како тежина и јавноста може само да процени дека не сте отворени за соработка, дека не сакате да има дебати и дека во суштина ние активно не блокираме, туку активно повикуваме на ваше активно учество. Јас на вистина сакам да одберам, да видам, да слушнам кој од овие 9 вкупно предложени кандидати е на вистина најистакнатиот правник, бидејќи и минатиот пад на 13 мај кога беше ова трето продолжение на оваа седница, на вистина имам дилема што подразбираме под терминот истакнат правник. И зошто тука да не ги соочиме аргументите и луѓето? И да има една отворена дебата и дискусија. Јас и не гледам проблем тука и сите одеднаш да дојдат 9 мина. Апсолутно. Зошто се криеме од она што треба да го знаеме сите, а најмногу ние како пратеници, па ние треба да ги гласаме. И затоа во добар дел се согласувам со она што колегата Антонио Милошовски го побара. Ние мислам дека барем ќе стоите до она што го договоривме на третото продолжение на оваа седница, дека ќе одиме со дискусија поединечно со секој предлог. Сега мене ми е дилема како вие ќе го направите изборот за тоа, например, по кој прв кандидат, односно предлог за уставен судија ќе се разговара. Јас успеав да забележам како ги прочитавте, па ги прочитавте прво Фатмир Скендер, второ Татјана Васич Бозаджиева, трет Љубомир Јовевски, четврти професорка Родна Живковска, петти професор Саво Климовски, шести Бранко Секуловски, седми Тодор Витларов, осма Весна Јовановска, девети Војслав Димовски. Ако мислите дека вака ова е редоследот на кој што ќе се отвараат дискусиите по однос на предлозите, ја себе би побарала и на вистина мислам дека е конструктивно и фер, бидејќи ние имаме 6 предлози, вие имате 3, од она што вие го прочитавте, првите 3 се вашите предлози. Зошто не би оделе на изменично, а не може да се оди на изменично, бидејќи ние имаме дупло повеќе предложено кандидати отколку вие, па јас еве би предложила и направив еден распоред по азбучен ред. И по некоја случајност, ако ги подредиме кандидатите по азбучен ред, доаѓа токму оној сооднос 2 предлога од опозицијата, бидејќи имаме дупло повеќе, еден предлог од власта. Па јас предлагам, например, да расправаме прво за Бранко Секуловски, второ за Весна Јовановска, пред Војслав Димовски, значи повторувам по азбучен ред, четврти Љубомир Јовевски, петта Родна Живковска, шести Саво Климовски, седма Татјана Васич Бозаджиева, осми доктор Тодор Витларов и девети Фатмир Скендер. Сметам дека ова е сосема во ред, нема потреба на кое место и да ги ставите кандидатите или еве и да бидат тројца први вашите. Мислам дека само со тоа повторно ќе ја покажете злоупотребата на вашата позиција. Затоа дајте конструктивно од самиот старт да започнеме, иако стартот требаше да биде јуни минатата година, помина цела година. На почетокот кажав зошто ова доцнење беше, затоа што имате проблем во вашата коалиција, но еве, конечно дојде тој ден, затоа го споредив со Спасовден. Ајде да започнеме, ајде да го разгледаме прво предлогот на колегата Антонио Милошовски, за тоа на вистина да прифатите да овде ги поканиме да бидат присутни кога ќе се
за поединечните предлози за уставни судии, или во краен случај да го прифатите и мојот предлог, а тоа е да се расправа, ако ништо друго, барем по азбучен ред, кој што во добар дел и ќе направи реципроцитет во однос на тоа како ни се предлозите. Значи, повторувам, 6 предлози уставни суди има опозицијата, а тројца власта, и по некоја случајност и тројца треба да се изберат. Затоа, заради, не мора ја што се сомневам, јавноста можеби да не се сомневаме дека со првите 3 ќе го направите изборот, па планирате тука да заврши расправата по однос на кандидатите, затоа предлагам да направиме една комбинација, првите тројца што азбучниот ред тоа го налага да бидат нашите предлози, па да доаѓа ваш, па двајца наши, па ваш, и да завршиме. Апелирам уште еднаш и барам навистина разум кај владачкото мнозинство, бидејќи нели она одолговлекување од после локалните избори до 13 мај беше само заради тоа што немавте овде обезбедено мнозинство во гласови, нели Фадил Зендели ви пречеше, сега го имате мнозинството во гласови, знаеме дека ќе не надгласете, но дајте бидете разумни, апсолутно не бараме нешто што ќе наштети на било кандидат, туку напротив, само може да му помогне во тоа, во неговото представување, па може би во нашето убедување дека тој дотичниот е најистакнатиот правник од сите предложени. Да ги сочиме аргументите, точно дека на хартија ги имаме биографиите споделено и во електронска и во печатена форма, но заради јавноста, ако ништо друго, интересот на медиумите, заради сериозноста на институцијата Уставен суд, сметам дека и сериозно треба да пристапиме, и ако се повикуваме на некоја собраниска пракса, дајте да се повикаме на онаа која што вродила со резултати, а тоа е, како што напоменав, избор членовите на комисиите за антидискриминација и за борба со корупцијата. Тоа беше добра, позитивна собраниска пракса која што ја нема во овој деловник на кој што се повикуваме. Значи, ако бараме добра позитивна пракса, таа е добра, останува само на волјата на ова парламентарно мнозинство да го прифати нашиот сосема коректен предлог, и нема од што да се плашите, колеги, нека дојдат тука кандидатите, повторив, не мора да дојдат сите, оној кој што не сака, не можеме насила да го донесеме, но ви кажав, за да не останам јас само моќна пред микрофонот и да кажам и дека шпекулирам, може некоја другата страна ќе има да ми одговори, да ме демантира со факти, а најбитното ми е да ја расчистиме дилемата околу истакнатоста на правниците како предлози за уставни судии. Многу широк поим, многу широка дефиниција, затоа не се плашите, ајде да ги сочиме. Ние тука ќе ги читаме сите биографии, спомена колегата Антонио Милошевски за објавени трудови и така натаму. Некои ликови на вистина не ги знаеме како изгледаат, освен на сликичките во црно-бела верзија од поднесените биографии. Нема од што да се плашат, па тие луѓе утре се нафаќаат да бидат уставни суди. Ако се плашат од пратениците кои што треба да ги изберат и тука да им постават некое прашање, не сме ние тука сите ниту истакнати правници, ниту правници, но имаме дилеми и можност зошто да не си овозможиме самите на себе, велам и на пратениците од мнозинството, затоа што вие ќе имате 6 мина да ги испрашувате како предлози од опозицијата. Сметам дека двата предлога се коректни, апсолутно не се во насока ниту на кочење на оваа расправа. Ние едва чекавме оваа комисија да се отвори за да можеме конечно да го затвориме овој лавиринт во кој што не заглавивте вие како власт, и затоа очекувам на вистина на старт да започнеме со една коректна би рекла дискусија, односно предлозите да се прифатат. Не се апсолутно ниту субјективни, ниту нешто против власт и така натаму. Во насока се на транспарентноста, на отчетноста, на соработката, на отвореноста за дискусија со кој што не постојано излегувате во јавност дека ги практикувате. На дело и на комисијава, 13-та поред на седница на комисијата за прашања на изборите и именувањата, ве повикувам да се согласиме и да започнеме една конструктивна расправа и конечно да го избереме најдобриот, истакнатиот правник за испразнетите 3 места во Уставниот суд. Ви благодарам на вниманието.